Продолжуваме со предлозите кои што се во интерес на граѓаните. Имавме неколку амандмани кои што ги образлагавме до сега и тоа исклучиво за инфраструктурни проекти од особена корист и потреба за граѓаните, дури и многу пати кажавме дека се тие и од животно значење за граѓаните. За амандманите со кои што баравме заштитни мрежи за патиштата, а сега бараме со овие амандмани вода. Значи вода, нешто на што навистина никој не смее да помислува дека граѓаните немаат такво право. Со овој амандман колегата Бишевац бараше 4 милиони денари за изградба на секундарната мрежа во населеното место Цветово. Малку Сафет зборува и поопширно, но јас ќе се конкретизирам, ќе се фокусирам точно на потребите на граѓаните од ова населено место. Тие се, како што рече, многу високо горе, на врвот на Китка, а околу нив се од сите страни обиколени со води, а во нивните чешми, во нивните куќи, во нивните домови нема вода за пиење. Тоа е жалосно во 21 век, во ова време денешно, да зборуваме дури за малку пари, за 4 милиони денари, да не може да се обезбедат толку средства. Јас го разбирам заменик министерот дека кажа дека има средства за општина Студеничани, меѓутоа тие средства биле наменети за изградба на водоводот во Студеничани. Ние зборуваме за изградба на водоводот на секундарната мрежа во населеното место во Цветово. Нема вода за пиење, верувајте ми, тоа е населено место во кое што може и има голем број на луѓе и може убаво да се живее, може убаво да се организира животот, но овие основни потреби. Пат баравме, нема средства за пат. Вода бараме, нема средства за вода. Зошто за овие граѓани кои што припаѓаат исто живеат во Република Македонија нема средства? Не е во ред така. Значи, од страна на нашата пратеничка група, од нас кои што одиме таму, кои што ја гледаме состојбата, не само за избори. Многу пати сме биле и после изборите, навистина немам образложение со кое што би нашол одговор не се прифаќа амандманот само заради тоа што нема средства во буџетот на владата за планирани за овие населени места. Не би требало да биде така. Затоа и ги повикувам и колегите пратеници од мнозинството да прифатат некој од овие амандмани, а сега конкретно овој амандман да стане дел од предлог буџетот, односно дел од буџетот за 2014 како би можеле неопходните вакви потреби на граѓаните на Република Македонија да се решаваат на еден по-конструктивен начин. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој друг не бара збор, го затварам претресот по амандманот. Амандманот го ставам на гласање, повикувам да гласаме. Кој е за? Тројца пратеници гласаа за, кој е против? 6 пратеници гласа против. Констатирам дека амандманот не е усвоен. Отварам претрес по амандманот под архивски број низ 208, поднесен од пратениците Рејхан Дурмиши, Фијат Цановски, Мемед Джемаловски. Амандманот ќе го образложи колегата Рејхан Дурмиши. Повелете. Благодарам. Значи, со овој амандман предлагаме да се обезбедат средства во висина од 7 милиони денари за доизградба на системот за водоснабдување со довршување на преградата, тоест браната на Подгоречкото езеро и поставување на трет филтер за физичко прочистување на водата за пиење во населеното место Подгорци. Овие пари ги бараме да се пренаменат од фамозната ставка за економска промоција на владата и да се дадат на Министерството за транспорт и врски. Благодарам. Благодарам. Го молам заменикот министр за финансија се произнесе по амандманот. Амандманот не се прифаќа. Дали некој бара збор? Колегата Мемед Джемаловски. Повелете. Благодарам, господин заменик председател. Исто така продолжуваме во истиот контекст да бараме средства за екзистенција, за основните потреби на граѓаните на Република Македонија, бидејќи населеното место Подгорци се наоѓа во општина Струга, има околу 3000 жители и овој систем за водоснабдување кој што е почнат да се гради од 1994 година, значи скоро 20 години, во него вложено досега околу 1 милион евра, кои што се средства 70% на владата, односно на државата, Република Македонија и 30% на граѓаните од населеното место Подгорци. Значи,
тогаш кога почнавме со изградба на овој систем, на референдум граѓаните гласа за свое учество, за својот допринос во изградба на овој систем за водоснабдување, бидејќи тоа е навистина насушна, суштинска потреба за функционирањето на едно населено место. Подгорци како населено место до овој момент го има изградено овој систем и тоа примарната мрежа што се наоѓа во населеното место ја градиме, ја доградуваме, ја реконструираме и е најмодерно направена. Над селото има базен од 500 метри кубни, кој што е исто така најмодерно направен. Меѓутоа, над тој базен има, бидејќи водата доаѓа преку цевковод од отворен базен, од отворен извор, тоа е езеро на планината Јабланица, тоа е Подгоречко езеро, кој е еден од бисерите во Република Македонија, големо езеро кое што го снабдева нашето населено место со чиста и здрава вода за пиење, можеби една од најдобрите води за пиење во Република Македонија, покажуваат нормално неделните анализи кои што ги правиме во лабораторијата во Охрид, во Институтот за води во Охрид и до сега не сме имале никаков проблем, меѓутоа имаме потреба да поставиме уште еден трет филтер заради тоа што за физичко прочистување на водата, заради тоа што доаѓа од отворен систем водата во цевките и потоа пред да дојде во базенот мора таа физички да се прочисти преку тие филтери. Имаме за сега два филтери кои што имаат пропусна моќ 7 литри во секунда и тоа не е доволно во летниот период за да може да бидат граѓаните снабдени доволно и навремено со вода за пиење. Другиот дел, кој што доаѓа до филтерите, односно пред филтерите, се употребува за наводнување во полето на култури кои што се засадуваат и во периодот од јуни до крајот на август, од почетокот на јуни до крајот на август, голем дел од количините на оваа вода се употребуваат во каналската мрежа, која што исто така е изградена со средства од граѓаните, односно еден дел од државата, преку фондот за води, кој што екзистираше до 2011 година, и еден дел од браната на Подгоречко езеро. Затоа велам дека треба во тој период кога е најголема употребата, најинтензивна употребата на оваа вода, доаѓаме понекогаш во посушни години, доаѓаме понекогаш до намалување на издашноста на водата и до немање на можност да се максимално искористи овој капацитет, бидејќи немаме трет филтер. Затоа треба, бараме од владата, бараме од државата, бараме во овој буџет да се обезбедат 7 милиони денари за изградба на уште еден филтер кој што би бил доволен за можеби наредниве 20 на години со ваков прираст на ова население и да се доврши браната со која што би се акумулирала поголема количина на вода во тоа езеро, како не би имале никакви проблеми и потешкоти во текот на сезоната и за наводнување и нормално во летниот период поголема искористеност на водата и поголема потреба од вода за пиење. Затоа сметам дека и за да се зачува оваа голема инвестиција, значи ако велам дека се инвестирале тука околу милион евра, повеќе од милион евра, тоа се околу 70 милиони денари до сега, треба значи за овие 7 милиони денари да се заокружи овој систем со доизградба на браната на езерото и со поставување на уште еден трет филтер, како би можело целосно да биде во функција и за потребите на граѓаните на ова населено место, оваа вода која што е Божји дар, а не можат да ја користат граѓаните. Затоа и уште еднаш ги повикувам и колегите пратеници да дадат поддршка на ова наше барање, на овој наш амандман, да може да стане составен дел од буџетот за 2014 година. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг ба разбор? Бидејќи никој друг не ба разбор, го затворам претресот по амандманот. Амандманот го ставам на гласање, повикувам да гласаме кој е за. Тројца пратеници гласаа за, кој е против. 6 пратеници гласаа против. Констатирам дека амандманот не е усвоен. Отворам претрес по амандманот под архивски број низ 209, поднесен од пратениците Рејхан Дурмиши, Фијат Цановски и Мевмет Џимајловски. Амандманот ќе образложи колегата Рејхан Дурмиши. Повелете. Благодарам. Значи, со овој амандман предлагаме да се обезбедат средства во буџетот на Република Македонија во висина од 9,5 милиони денари за доизградба на фекална канализациона мрежа во населеното место Октиси
и приклучување на истата во колекторскиот систем во населено место Ложани. Само да додадам дека овој проект е приоритетен за ова населено место, истиот е подготвен, поднесен е, значи до сите релевантни институции и значи само се чека одобрување. Благодарам. Благодарам, го молам заменикот министер за финансија се произнесе по амандманот. Амандманот не се прифаќа. Амандманот дали некој друг во разбор, колегата Мехмед Джимајловски, повелете. Благодарам. Продолжуваме во истиот овај контекст со нашите барања, со нашите предлози за средства, за обезбедување на средства од овој буџет за основните неопходните потреби на граѓаните. Овој амандман е поднесен со цел да се обезбедат средства во висина од 9,5 милиони денари за доизградба на канализационата мрежа во населеното место Октиси, кое што за информација ваша и за информација на граѓаните на Република Македонија е населено место со околу 5000 жители, повеќе од 5000 жители, кои што најголемиот број од овие жители се печалбари. Работат во најголемиот дел во Швајцарија, во Италија, во Австрија, во Словенија, во сите европски држави, во кои што имаат навистина поинакви стандарди, поинакви потреби и изградиле според тамошните стандарди, според тамошниот начин на живење и според нивната заработувачка. Огромен дел од нивните средства, од нивната заработувачка ја вложиле во нивното населено, во нивното родно место, каде што сакаат и треба да живеат, ако сега се на привремена работа во тие држави, но за жал тие и до сега исто така се соочуваа со проблемот вода за пиење, но на некој начин тоа е надминато веќе во претходниот период и тоа исто така со средства од преку фондот за води, односно преку Министерството за транспорт и врски, успеавме тој проблем да го надминеме со приклучување на ова населено место на регионалниот систем за водоснабдување од Беличка река, ама сега водата ако доаѓа од некаде, таа треба и некаде да излегува. И сите тие отпадни води треба да се собираат така како што треба, како што налагаат денешното време на живење, а не да се пуштаат секаде каде што не им е местото и да се потенцијален извор на заразни болести и заболувања, а викам населено место со над 5000 жители, со околу 300 ученици во основното училиште, кои што навистина не можеме целосно да ги контролираме каде ќе застанат и што ќе прават деца мали, но треба ние да се грижиме тука да ги спречиме сите можности кои што би довеле до можност за нивно разболување, а една од основните задачи е таа да се грижиме за здравјето и животот на граѓаните на Република Македонија. Јас како представник на од ова изборна единица и како кандидат од населеното место Октиси, кој што беше избран на последните парламентарни избори, имам обврска кон овие граѓани, кон сите овие граѓани од овие населени места и пошироко и кон сите граѓани од Република Македонија да се грижам и да предлагам решенија за нивните потреби. Со таа цел е и овај амандман и уште еднаш и за секој амандман ќе ги повикам пратениците, ако веќе заменик министерот нема можност да ги прифати овие наши предлози, овие наши амандмани, тогаш сигурно дека со нивното учество во оваа дебата, со нивното присуство тука, гледам дека дебата нема и не може да се развие дебата затоа што немаат никакви аргументи, аргументите се сите на наша страна, немаат аргументи нашите колеги пратеници од мнозинството кои што едноставно без дебата ги одбиваат овие амандмани, но јас уште еднаш ќе ги повикам добро да размислат кога дигаат два прсти за одбивање на нашите предлози, затоа што се работи за човечки судбини, за граѓани на Република Македонија. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг ба разбор? Бидејќи никој друг не ба разбор, го затворам претресот по амандманот и амандманот го ставам на гласање, повикувам на гласање. Кој е за? Тројца пратеници гласаа за, кој е против? 6 пратеници гласаа против. Констатирам дека амандманот не е усвоен. Отворам претрес по амандманот под архивски број НИС 211, поднесен од пратениците Рејхан Дурмиши, Фијат Цановски, Мехмед Джимајловски. Амандманот ќе образложи колегата Рејхан Дурмиши, повелете.
Благодарам. Значи со овој амандман предлагаме да се обезбедат средства во висина од 10 милиони денари за реконструкција и доизградба на фекална канализациона мрежа во населено место Боровец. Благодарам. Благодарам. Го молам заменикот министер за финансија се произнесе по амандманот. Амандманот не се прифаќа. Амандманот дали некој ба разбар? Колегата Мевмет Џимајловски, повелете. Благодарам, господине заменик председател. Уште еднаш и овај амандман не е прифатен од страна на владата. Кажав дека заменик министерот веројатно нема одобрение, нема согласност од министерот да ги прифати овие амандмани, но ние имаме обврска да ги образложиме заради овие наши барања, заради граѓаните кои што очекуваат од нас да го кажеме она што е реална состојба во овие населени места, она што е реална потреба во овие населени места, така и во овој момент со овој амандман бараме 10 милиони денари. 10 милиони денари бараме за изградба, доизградба на фекалната канализација во населеното место Боровец, во кое што живеат околу 1800 жители и исто така голем дел од тие жители, тие граѓани живеат и работат привремено во европските држави и навистина изградиле велелепни објекти во тоа населено место со нивниот труд, со нивната заложба, со нивната работливост во европските држави и исто така и тие сите средства кои што ги заработуваат таму ги носат во Република Македонија, така на тој начин и даваат своје учество во полнењето на буџетот на Република Македонија, па и заради тоа и сметаме дека треба и Република Македонија и буџетот на некој начин да му возврати на овие граѓани со возможување на средства за изградба на вакви круцијални, суштински објекти за нивното функционирање и екзистирање во нивните населени места, а населеното место Боровец е населено место кое што е на неколку километри од Глобочичкото езеро, за да би се, како би се спречиле сите отпадни води да доаѓаат во и да го загадуваат понатака не само населеното место, туку по населеното место, бидејќи тоа е таму планинско место, планинско планинско место и нормално надолно од населеното место сета вода, сите нечистоти и сите отпадоци се спуштаат во Глобочичко езеро. На овој начин би се заштитило и населеното место, би се овозможиле и подобри услови за живење во ова населено место за сите граѓани, за сите жители на ова населено место, но и би се заштитило и езерото од загадувањето со овие отпадни води. На тој начин би имале и почиста животна средина и поубаво и поудобно место за живење во ова населено место. Во претходниот период, кога бевме дел од власта од 2006 до 2011 година, со навистина големи заложби, со голем труд беа направени неколку исто така суштински проекти во ова населено место, со голем дел средства обезбедени од фондот за води, средства обезбедени од владата, од буџетот, но беа направени неколку суштински проекти, како и таму беше реконструиран системот за водоснабдување, беа направени нови базени за водоснабдување, но ова е делот од она што значи можност за тие граѓани да можат целосно, бидејќи голем дел од тие граѓани имаат потреба веќе и да се вратат и целосно да се посветат и на животот, но и на работата во Република Македонија, бидејќи она што го работеле до сега го граделе во своите индивидуални стамбени објекти, а сега има граѓани кои што веќе се враќаат од привремена работа во странство од европските држави, со своји средства се обидуваат да направат и бизниси, да се вклучат во економските, во стопанските текови на Република Македонија, со што пак и повторно би дале свој удел и учество во полнењето на буџетот на Република Македонија. Затоа сметам дека треба и овој пат ги повикувам колегите пратеници од опозицијата, ако немаат аргументи против овие наши предлози, да ги поддржат овие амандмани и да станат дел од буџетот за 2014 година. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг ба разбор? Бидејќи никој друг не ба разбор, го затворам претресот по амандманот и амандманот го ставам на гласање и повикувам да гласаме кој е за. Тројца претеници гласаа за, кој е против?
6 пратеници гласаа против. Констатирам дека амандманот не е усвоен. Отварам претрес по амандманот под архивски број низ 212 поднесен од претениците Рејхан Дурмиши, Фијан Цановски, Мемед Џемајловски. Амандманот ќе го образложи колегата Мемед Џемајловски. Повелете. Благодарам, господин заменик председател. Значи, имавме еден амандман од 7 милиони денари за вода за Подгорци, два амандмани, еден за 9,5 милиони за Окцис и за канализација, еден од 10 милиони за Боровец за канализација. Сега имаме амандман со кој што бараме, односно предлагаме во буџетот на Република Македонија да се обезбедат средства во износ од 15 милиони денари за изградба на доводен цевковод и резервоар во населеното место Лабуништа за вода за пиење. И тоа средства бараме од буџетот на Република Македонија, од ставката за економска промоција на владата на Република Македонија. Благодарам. Благодарам, го молам заменикот министр за финансии се произнесе по амандманот. Amandmanot ne se prihvaća. Прифаќа амандманот, дали некој бара збор? Колегата Мемед Џемајловски, повелете. Благодарам, господине заменик председател. И овој амандман владата не го прифаќа, како и сите други. Овој амандман е за 15 милиони денари средства со кои што би се изградила цевководната мрежа од изворите кои што се наоѓаат, исто така отворени извори на планината Јабланица со доволна издашност за да може да се задоволат потребите на со вода за пиење на ова населено место, кое што попат кажано е населено место со над 8.000 жители, со над 1200 ученици во основното училиште и со своји представници во сите институции на државата. Може би некои од граѓаните, некои од ова населено место ќе ми забележат, но морам да кажам дека имав забелешки од многу страни зошто сега ние треба да бараме, зошто бараме за Лабуништа, кога имаат Лабуништа имало три пати, да, од 2011 година до сега, 3 пати овој амандман го поднесував јас како пратеник и како застапник на интересите на овие граѓани од населеното место Лабуништа, а на местото на сегашниот заменик министер седеше човекот точно од Лабуништа, заменик министерот кој што сега ми е колега во пратеничките клупи, седи тука, ама сега ми избега. Не го гледам, сега ми избега колегата. Си замина и Има у клубот, да. Јас не ги прашувам. Колеги пратеници, ќе молам да го Никого изслушаме не го колегата прашувам. Мемед Значи, јас Џемајловски. само Повелете. моето мислење го кажувам и Повелете, говорете слободно. сакам да ми дозволите да зборувам, Ќе ве а молам, колеги пратеници. тие што не можат да слушаат, можат исто. Значи тие што не можат да слушаат, добро е колегата што излегол, зашто не можел да слуша, ама тоа е вистината. 3 пати овој амандман исто така го поднесував, не заради него, туку заради 8.000 жители на Лабуништа, кои што се соочуваат на вистина со сериозен проблем со вода за пиење, толку големо населено место, во кое што не често се случуваат заразни болести точно од оваа причина. Заразни болести кои што се појавуваат во ова населено место точно заради нехигиена. Баш заради неможноста, не дека тие луѓе се толку нехигиенични, дека тие не знаат да си одржуваат хигиена, туку немаат услови за да ја одржуваат хигиената. Ви реков, училиште со 1200 жители, со 1200 ученици, од 8000 жители, навистина е жалосно да има ваков проблем во Република Македонија, а со свој, ви реков, 3 пати предложен амандман до буџетот, до заменик министерот го одбиваше, сега барем требаше да биде тука и да гласа за овој амандман, заради тоа што овие луѓе треба утре да дојде во Лабуништа и повторно да ги погледне во очи. Зошто не го гласаат и зошто не го прифатил овој амандман досега, зошто не го решил овој проблем досега? Населеното место Лабуништа е населено место со огромен потенцијал, со голем економски потенцијал. Во него функционираат стотици стопански субјекти, во него функционираат стотици
луѓе вработени кои што обезбедуваат екзистенција од ова точно населено место и од нивната работливост во странство и тука. Тие се дел од Република Македонија, даваат голем допринос за полнењето на буџетот на Република Македонија и затоа мислам и убеден сум дека овие граѓани заслужуваат да имаат подобар живот, подобра екзистенција, а не да се расправаме за еден ваков неопходен проект кој што треба владата на Република Македонија да собере сили и да го финансира овој проект, за да може ова горливо прашање за овие граѓани да биде еднаш за секогаш решено, заради тоа што сметам дека овие граѓани го заслужуваат тоа. Во иднина мислам дека сите оние кои што и претходно како гласачи гласале и го поддржувале максимално и владеачката гарнитура, односно дуи како дел од власта, ја поддржувале максимално, а и сега, на последните локални избори, му дадоа максимална поддршка на сегашниот градоначалник, кој што исто така мислам дека не е ставил никаков приоритет на решавање на ова прашање. Треба да се замислат и тие кои што одат таму по гласови, да видат кај му е нивното место, но и тие кои што ги добиваат гласовите и кои што гласаат за тие кои што гласаат, дали тие некогаш се замислиле дека овие граѓани имаат некаква потреба, дали тие луѓе кои што им даваат гласовите, ова од нив го бараат или само во тој момент кога се случуваат изборите, па може да се навредуваме или да се омаловажуваме колку сакаме, кои какви сме, но овие потреби, овие ваши потреби, господо, граѓани на Лабуништа, остануваат и останати се нерешени. Не е доволно само да во избори само се лажеме, а и сега ако помине и премиерот сега дека да даде ветување дека ќе се гради салата, а сега таму на тоа место кај што треба да се гради салата остана само депонија за смет на отпадоци, да нема ништо од таа сала, а веќе досега можеби 4-5 пати дале ветувања министри од владата, од оваа влада, од владеачкото мнозинство сега, од дуи доаѓале таму и давале ветување за многу проекти и за здравствениот дом, и за салата, спортската сала, и за овој најгорливиот проблем, но проблемите остануваат тука. Тоа е затоа што граѓаните на Лабуништа мислам дека имаат навистина можност да размислат кој и зошто нив треба да ги представува во овој законодавен дом и кој и зошто треба да го пратат и во извршната власт и секаде на функции, дали тоа е на локално, дали тоа е на државно ниво, на функции луѓе кои што вистински ќе ги представуваат нивните потреби, нивните интереси и ќе ги заштитуваат нивните интереси. Затоа мислам дека е добро и ова владеачко мнозинство и колегата мој Недим треба да биде тука и да го поддржи овој амандман, бидејќи се работи точно за сограѓаните негови, за оние луѓе со кои што секојдневно се среќава таму, со кои што секојдневно се пие кафе, ама кога нема вода не може ни кафе да ни дадат таму ако одиме, а и тоа е жалосно во едно вакво населено место и понатака истото да му се случува на граѓаните на Лабуништа. Има уште многу што да се зборува за ова населено место. Но самите граѓани треба да знаат и да одлучат кој и зашто се бори, и кој и зашто ги повикува да гласаат за нив и после што им враќа. Ние имаме навистина потреба да се ангажираме, да сме присутни тука и да се залагаме за решавање на потребите на граѓаните од овие населени места. Потребата од решавање на проблемите на населеното место Лабуништа е неопходно. Вода за пиење станува збор. Господо, колеги, пратеници, вода за пиење. Денешно време гледате колку имаше дождови, колку имаше и снег и сега повторно Лабуништа нема вода за пиење. Срамота е. Срамота е.